Со 40 гласа за, 19 против и 10 воздржани, Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои извештај за Македонија за 2023 и 2024 година, подготвен од австрискиот европратеник и известуваш за земјава Томас Вајц. Тој рече дека е задоволен бидејќи, како што истакна, извештајот е изгласан со широко политичко мнозинство. Горд сум на целата напорна работа што беше вложена во наоѓањето компромиси за да можеме да го донесеме овој добро избалансиран извештај со широко политичко мнозинство. Европската унија мора да остане обединета со своите соседи во предизвикувачкиот геополитички пејсаж со кој се соочуваме. Северна Македонија припаѓа во Европската унија. По 20 години преговори мора да го одржаме моменталниот добар моментум за понатамошно напредување на процесот на проширување. Бугарските европратеници жестоко се спротивставија на текстот на овој извештај, поради тоа што на 2 места се спомнува македонскиот идентитет и јазик. Тие доставија и амандман кој од името на Европските народни партии го предложи германскиот европратеник и координатор на групата Михаел Галер од германската ЦДУ. Во него се бара пред македонскиот јазик и идентитет да стои модерен, но предлогот не помина, што беше најавено дека истиот ќе биде предложен и на пленарната седница на Европскиот парламент. On behalf of the group, I would like to propose one oral amendment which concerns compromises 1 and 10, and it is simply to add the word modern at 4 places, modern, so that it would read modern Macedonian language and identity. Во извештајот се наведува целосна поддршка на земјава за европската интеграција, но и се бара усвојување на уставните измени. Во делот на функционирањето на демократските институции се нотира голема политичка поларизација, потреби од измени на изборниот законник, како и справување со корупцијата. По денешното гласање во комитетот, извештајот треба да се изгласа и на пленарна седница на Европскиот парламент, кој треба да се одржи од 7 до 10 јули во Страсбур.